овие последни денови од 2019 година, кога собираме впечатоци, броиме порази и победи, одземаме луѓе кои што заминале и броиме луѓе кои што останале во нашите животи. Една сосема поинаква и празнична флексија. Изминативе 3 месеци собравме многу промени, многу животни приказни, мисли, емоции, професионални совети, се со цел да си потврдиме дека навистина само промената е константна и на секому може да му се случи. Ова се нашите најсветли, најхрабри, најтажни, но и моменти кои најмногу мотивираа. Од 2012 до 2014 година во Република Македонија расте стапката на смртност кај жените со карцином на матка. Од 2015 пак до 2018 податоци за смртност нема, но има за порастот на заболени во 2016-та. Ако во 2011-та таа бројка била 15 жени, во 2016-та бројката изнесува 47. Овие фрапантни податоци последниве неколку години ги наполнија болничките ходници. Илјадници луѓе дневно минуваат низ ходниците на клиниката за онкологија. Влегуваат низ оваа врата со надеж дека утрешниот ден ќе донесе подобри резултати. Излегуваат со очи полни очај. Многу животи се променија токму од оваа клиника. Еден од нив е и животот на македонската модна дизајнерка Јована Филиповиќ. Несомнено, таа е една од најуспешните македонски модни дизајнерки. Публиката, конзументите, познавачите на модната култура го препознаа нејзиниот израз и оценија. Извонреден моден јазик, креативна височина и уметничка широчина. Која е Јована Филиповиќ? Родена е во Куманово во студен јануарски ден во 1989 година. Астролозите ќе речат дека се работи за личност со голема самодисциплина, која на овие личности им носи успех во тоа што го прават. За овие јарци животот е голем проект. Уживаат во победи, бараат верификација на сработеното и обожаваат да се во центарот на случувањата. Конкретно пак, за родените на незиниот ден, 4 јануари, се тврди дека и кога се млади се зрели, дека имаат безгранична амбиција, но дека се фер играчи што пак им носи бројни и големи успеси. Јована се до средното училиште живее во Куманово. Решила да студира моден дизајн. Од изборот не биле многу среќни најблиските незиното семејство, но таа има јасна представа што сака, што очекува од факултетот и што ќе работи. Дипломира како една од 3 најдобри студенти на Академија Италијана. Дипломската колекција представува во Ференца, Белград и во Скопје. Талентот што го поседува беше препознаен. 5 години подоцна свој колекции представува и во Шангај и Париз. Експериментира од облека со лед дизајн до трансформација на стар антички македонски накид во современ. Од почетокот се гради свој препознатлив стил, што рака на срце ретко кој млад дизајнер го има. Минимализмот е нејзина лична карта. Одушевена е од работата на Живанши и Александар Ванг. Се ужаснува од влијанието на фамилијата Кардашијан. Готвењето е нејзина втора пасија. Сака да патува, зашто од време на време атмосферата во Скопје знае да ја загуши, па ги пакува куферите и по неколку дена се враќа како нова. Тетоважите ги смета за современ уметнички израз. Тие се дел од неа и се нејзин споменар. Означуваат значајни периоди од нејзиниот живот. Во 2012 година во април учествува на конкурсот Пелистерка Spark of Inspiration и освојува првата награда за дизајн на шиша. Бил понеделник, почеток на нова седмица. Се сеќава како вчера да било. По 2 дена во среда добива понуда која не се одбива. Работа во Катар. Таа е пресреќна, треба да се пакува, се радува зашто знае дека ќе сврти нов професионален и животен лист. Петок. Во агендата е запишано рутинска медицинска контрола и прослава на роденденот на незината мајка. Рутинската контрола станува кошмарна. Докторот и соопштува дека таа има рак. Шок. Дали сега и тука завршуваат сите соништа? Како да им се каже на незините родители? Свесна е за љубовта и за самодовербата кој тие ја давале. Но што сега? Ги знае сите чекори на болеста, сите процедури. Лекувањето кое следи зашто двајцата членови на незиното семејство веќе го изоделе патот за болниот рак. Операција, хемотерапија. По операцијата заминува во Охрид на рехабилитација, а во Скопје доаѓа само на терапија во клиниката за онкологија. Јована одлучила, новата состојба ќе ја прифати како лош филм што брзо ќе помине. Дека оваа борба ќе ја направи уште посилна за нови поголеми борби кои ја чекаат. Си ветила дека ќе биде добро, ќе дава љубов, ќе создава колекции и ќе се смее. Од тогаш, Јована тврди дека сите сетила и работат на различен начин. Сега вистински ја гледа убавината на животот, шаренилото, посебноста.
Кога лошите мисли сакале да ја победат, таа се фрлала на работа. Во исто време со лекувањето ја подготвувала првата колекција со која се представи пред македонската публика. Во 2014 година го отвори своето студио во Скопје и создаде репрезентативен тим. И сега работи со страст и љубов. Континуирано раскажува нови модни приказни кои сака да бидат слушнати надвор од земјава, потпишани како Јована Филиповиќ. Впушти се во авантура, но зошто? Исполни ги соништата. Избистрија главата, врати си енергијата. Замени на викенд или пак на пат без крај. Заборави на работата. Избегај од рутината. Уживај во авантурата во целосен комфорт. Нова SUV гама Citroen C3 и C5 Aircross. Citroen. Ексклузивна SUV понуда веќе од 136 евра месечно со гратис пакет. Јована, најпрво ти благодарам за тоа што одвои време и простор да раскажеш својата приказна за флексија. Ќе те вратам многу години наназад. Се сеќаваш ли на денот кога ја слушна дијагнозата? Каде беше, со кого беше, какви беа чувствата тогаш? Мислам дека никогаш нема да ја заборам таа недела, затоа што беа испомишани чувства на позитивни работи, на негативни работи и веројатно, да, никогаш нема да заборам. Почнувајќи од понеделникот, пошто понеделникот ја добив наградата за пелистерка, Spark of Fashion, и така некако почна позитивно неделата. Во средата веќе ја добив понуда за работа во Катар. Во четвртокот ми се јавија дека сум примена и дека треба да дојдам следна недела. Така да веќе бев тука во бунило, викам сега дали навистина ова се случува, не се случува. Меѓутоа во петокот, причината ради која што толку брзо отидов на прегледи беше тоа што требаше да идам во Катар. Па така си викам ајде сега морам за 2 дена да испозакажам се. И во петокот за жал ми соопштија дека имам карцином на матка. И ми беше шок. Си викам не е сигурно не е точно, меѓутоа со оглед на тоа дека во фамилијата веќе имав 2 случаи претходно, веќе бев на 50-50 дека можеби е точна дијагнозата. И во саботата беше, ми потврдија дека моето идење во Катар нема да се случи и дека ќе треба да останам во Македонија. Така да, никогаш нема да ги заборавам сите тие случувања што се случија во таа недела. Пред 3 години Тања Когев одлучи да стави крај на својот 15 годишен брак. Таа одлука не се носи преку ноќ. Се прекршуваат ставови, желби, верувања, можности и моменти и ветувања за промени. Завршува филмот за среќно семејство какво што го познава дотогаш и почнува нов. А во тој новиот филм Тања ја менува својата улога. Веќе не е сопруга, туку самохрана мајка. И на својата животна инспирација треба да и трасира пат кон ново поинакво секојдневие и со незе да создаде ново среќно семејство. Неодамна стави точка на твојот брак, од кој што ја имаш керката Клара. Колку овој пресврт во животот те промени и тебе? Како беше да излезеш на крај со сето тоа во време кога имаш керка тинејџерка дома? Многу се похрабри жените во Македонија отколку мажите да излезат од брак, нели, во кој што не треба повеќе да се остане. Јас сум една од тие храбри жени, можам на глас да го кажам тоа, дека навистина е подобро да искочиш од брак отколку нели да бидеш онаму каде што се каже дека не ти е местото и дека го трошиш и своето време, го трошиш и времето нели нормално на партнерот. Многу е себично, окей, ако се одлучил твоето време да го потрошиш, тоа е во ред, меѓутоа не е убаво и себично навистина кога му го трошиш времето на оној што е до тебе. За жал, мажите во Македонија не се храбри да излезат од лош брак, меѓутоа тука сме нели ние жените кои што можеме да го потегнеме тој чекор и многу сум горда што го направив тоа, што го прекинав нели тој 15 годишен брак за доброто и на мене и на мојот бивши сопруг. Мислам дека навистина засебно функционираме многу подобро отколку кога бевме заедно и едноставно многу е поинако. Многу е убаво, да не ме сватат дека сега зборам нешто лошо нели за бракот во кој што сум била 15 години, тоа ако бил добар нели ќе останал. Меѓутоа многу е убаво кога ќе искочиш од состојба во која што не си се чувствувал ти. Значи, ја 15 години не бев јас.
Тоа никој не е виновен за тоа. Јас живеев некој друг живот. Живеев живот на моите родители, можеби што посакуваат и сакаат, не со нивна зло намера, меѓутоа така, нели родителите секогаш полека се наоѓаат канали како да ти кажат, нели како треба да се биде во овие конвенционални рамки. Не го живеев својот живот. После овие 15 години, од кога веќе сум сама, веќе 3,5 години нели сум надвор од бракот, мислам дека процветав. Да. Збориме на интимно, приватно ниво. Да. Како изгледа заедничкото родителство во Македонија после крајот на еден брачен живот? Постои ли воопшто нешто такво? Секако дека постои, да. Клара има комплетна нормална слобода кога сака да се гледа со нејзиниот татко. За жал, јас ја не сме во добри односи. Многу ми е криво што е тоа така, меѓутоа, еве, значи, за жал така е, да. Меѓутоа тоа не значи дека Клара не треба да има однос со него. Значи тоа е сепак нејзин татко и тоа е нејзина одлука дали ќе се гледа или нема да се гледа. Тука не можам јас никако да влијам, освен само да нели да ја кажам дека од мене нема никаква забрана и ниту треба да има забрана. Ни едно дете не треба да има забрана да се гледа нели со другиот родител. Имам примери на мои другари кои што функционираат многу подобро од нас. Значи, кои што ете така се разведени и функционираат они многу подобро од колку што функционирале во бракот, се заради нека обострана среќа на децата. Имам доста примери во последно време кои што дури и мажите потегнале нели чекор за што е многу навистина многу поретко. Но ете надежно ми е тоа навистина многу што функционира во последно време малку поинаку таа приказна. Како беше на Клара која што во тие моменти беше тинеџерка плюс во пубертет? Како изгледаше моментот да ја објасниш дека ти планираш да излезеш од тој брак, сакаш да излезеш од тој брак, меѓутоа сакаш да ги задржиш добрите релации? Отворено и кажав, онака како што е. Јас повеќе дека не можам да останам нели да живеам под исти кров со нејзиниот татко и дека ниту пон може со мене најверојатно, иако нели не сака да го преземе првиот чекор. Така што објаснив со најпрости зборови. Клара, ја и ти мама, едноставно мораме да заминеме тука затоа што твојата мајка не може повеќе да живее со твојот татко. Ке се преселиме за извесно време, ќе видиме како ќе ни биде. Значи, ако случајно се случуваат работи, нели нормално ако се осети некоја промена, ќе видиме, меѓутоа не очекував никаква промена да се случи за да и давам лажни надежи. Така до одма уште првиот месец свати дека тоа е веќе за секогаш, дека нема враќање назад. Меѓутоа мислам дека ги понудив сите услови што може на мајка да ги понуди, од да речеме материјални колку што можам да си дозволам, до емотивни, до било какви да речеме, за тој период го помина најбезболно. Се трудев колку што можам да ја носам надвор од Македонија, затоа што она е исто влюбеник во патување, многу сака да патува. Ја изнесував колку што е можно почесто од Македонија. Бевме секоја вечер заедно тука кога сме, значи секоја вечер имавме некоја активност. Мора тој период да бидеш со детето. Значи нема како поинаку. Али имам јас среќа што Клара е едно возрасно дете што ги разбира работите и колку и да е емотивна и сепак е рационална. Значи тој рационалниот момент ќе не помогна на неја да свати дека нема назад и дека мора да биде така како што е. Кога целиот свој професионален габарит ќе го изградиш на презимето кое што го земаш затоа што веруваш во љубов за цел живот, по разводот поделбата станува уште потешка. За Тања Коќев, таа приказна не била нималку лесна, но била одлучна. Коќев како бренд е твоја, предпоставам, најголема животна инвестиција. Да. Меѓутоа ти тоа презиме го доби кога влезе во брак со бранишниот сопруг. Како изгледаше спасувањето на брендот од тој твој аспект? Па не беше лесно дефинитивно, меѓутоа презимето Коќев, точно дека сум го земала од него, меѓутоа јас го направив бренд. Ја го направив популарно тоа презиме, претходно никој не го знаеше во Македонија и чувствувам апсолутно право да го задржам нели тоа презиме, посебно зашто и мојата ќерка се презива Коќев и еден ден она ќе го наследи ова и она ќе сака да го работи секако ова. Така да името навистина го сакам без разлика што е нели од него. Јас сепак сум го растела, сум го гледала исто како моје дете и тешко е да се удари затоа што нели имаше и коментари, не само нели од интимната страна, имаше коментари од луѓето дали ќе го задржиш, па зошто не треба да го задржиш и така натаму. Меѓутоа не гледам така на тоа. Едноставно Коќев исто така на некој начин моје дете. Нема како поинаку да го викам, освен Коќев.
За себе вели дека бил своиглаво и палаво дете. Растел со мајка му која била технолошки вишок. Имало денови кога дома немале струја, а неретко и фрижидерот бил празен. За мајка му вели дека била голем борец и секој ден се повеќе му недостасува. На 6 години, кога мајка му го пратила во продавница, завршил во полиција. Малото снодливо дете, откако видело дека малскиот маркет не работи, се качил на автобус да побара друг. Возачот на автобусот го однел во полициска станица. Снодливото дете цели 2 часа гледало цртани филмови, се додека мајка му не дошла да го земе. Владимир Блажев Панчо или DJ Shorty P е текстописец и автор, хип-хоп и R&B DJ, стравствен навивач на имзета. Татко на Андреја и на Маријан. Од 2001 година заедно со неговиот другар Андреј функционираат под името ДНК, а нивниот прв сингл Девојка за Везден им обезбеди достојно место на македонската музичка сцена. За себе вели дека сака на другите да им ја кажува вистината в лице, дека многу го почитува Лил Вейн и дека тетоважите се негова лична карта. Тие се илустрација на неговата животна приказна, секоја слика символ на одреден период од животот. Ужива да вози велосипед, да чита книги и да се дружи со пријателите. Ги поддржува здравите навики, особено во исхраната. Панчо пред неколку години се соочи со голема загуба. Неговата мајка изгуби битката со ракот. Вели дека освен мајка тој загубил учител и водич низ животот, ја загубил инспирацијата. Уште еден ден е песна што тој ја посвети на својата мајка. И не верува во зборовите на другите дека времето лечи се, зашто на секој празник, на секоја прослава, го боли незиното отсуство. Ние сме тим и така ќе остане до следната наша средба, напиша Панчо во најтешките моменти во животот. Психологијата вели дека губењето на родител е една од најголемите трауми која што може да му се случи на едно дете. И кога велам дете, не размислувам за старосна граница. Замислувам болка, не секојдневна, силна, некогаш и неподнослива, но се присутна. Владимир Блажев или Панчо ДНК со таква болка живее годините наназад. Денес, кога има деца, синовите Андреја и Маријан се труди да ја сокрие, да биде со нејзина ти, да ја даде простор да излезе само кога е сам. Првин го губи таткото, а подоцна болеста му ја зема и мајката. Пред 5 години ја изгуби и мајка ти. Од искуство знам како изгледа таа болка и каков пат поминуваш, затоа ќе почнем од почеток. Денот кога доби дијагнозата, кога разбра ти за тоа, патот на лекувањето и кога дојде помирувањето со дијагнозата. Тоа беше баш кога 2011 беше. И баш тоа го правевме амплак концертот во Универзална сала и тоа беше последен пат кога она дојде на мој концерт. И после тоа беше после 2 години и пол ствари го извадивме албумот Срце и она беше исто таму, ама веќе не мораше да седи и такви работи, ама смогна сили мајка како мајка. Ја кога дознав први не бев свесен и знаеш сите кога ја имаат таа болест, кога се далеко од тебе, болеста е далеко од тебе, или нели кога се случуваат земјотреси, поплави и такви работи, ти е као не може ова да не се случи, ама кога се случи до тебе, прво бев као не ми се веруваше и мислев дека ајде ќе го поминеме и баш тој викав ај мамо, сме поминале све заедно и се и ова мора да го решиме. Као ја бодрев со тоа и као запишав факултет, нели сакаше ја, ради неа заврши факултет, не дека сакав ја. Нит мислам дека е тоа пресудно за да бидеш успешен во животот. Убаво е да имаш знаење, ама не е пресудно, нели. Дипломата може да ти стои дома и прашина да фаќа. Кога дознав, тоа беше еден подолг процес, ама морам тука да ја пофалам неа, зашто она јадосна 20%, 30% како неа, би бил пресреќен. Она беше толку јака да идеше на забар, вадеше зави без анестезија. Мислам, вие жените сте свака час и симнувам капа, ние сме, знаеш, треба да отидеш на лекар, инекција да ти стават, па се препотуваш и такви работи. Јас кажувам за мене, ама верувам дека и многу темашки. Чим вие раѓате деца, тога е завршена причата. И она тоа добро го хендлаше. Беше многу стабилна психички. Тоа е чудо, ама од секогаш била јака, нели, пошто и сам родител изгледа, ама од внатре па била многу кршлива, пошто сум ја фаќал на многу моменти како седи и гледа, некоја била болна и која била све нормално, бидејќи не можела да финансира и било незгодно да те синот, нели, или детето да те финансира и
Знаеш, си пушеше цигарчиња, кафенцето, ќе си седне на тераса, некоја книгички и кога ќе прекине пауза, ќе прави гледа негде матно, знаеш. Али беше многу црст карактер и многу јака и многу добра како човек. Значи она последните пари знаеше да ги дае на некој што ќе зазвони на врата. Безпомошноста што ја чувствуваш во тие моменти не може да ја надополни никој ништо. И сите пари на светот некогаш не се доволни за да се купи здравје. Мислам, јас супер се носев секогаш со незината болест и пред неа, ама ја знаев како ми е. Еднаш само заплакав пред неа, тоа беше во болницата, за 8 март беше, значи месец дена пред да почине она и однесов цвеќе и правевме муабет и кај викам се дај да продолжиме, нели, као се договоривме во факултетов уште малце ќе го завршиме. И најверојатно пошто имавме многу настапи, а сето тоа целата мука ја едноставно ја криев, нели, не смеат сите да знаат како ми е мене кога ти си отишол да забавуваш луѓе, таква не е професијата. Баш така викам за нашата професија, дека и благослов и клетва. Така да баш се расплакав, ама она ми даде еден мотив и тоа сватив каков човек и колку голем и јак и вие жените генерално. Ми вика толку сум ја, вика буби ме викаш она. Вика буби толку, вика јас сум задоволна и срекна и горда на вас, вика на тебе и на сестра ти. И вика што ја веќе не ви ни требам, вика. Јас сум задоволна и вика мислам дека треба, вика, да продолжите, вика, без мене. И као, нели се ти кажува, родител не можеш ништо да направиш. Мислам, било која не е родител што ти е нешто најблиско и што си израснал само со него. И тоа беше така едно последно соочување со неа. На оваа фотографија се наоѓа ќерката на една мајка по име Ангела. Родена е благодарение на инвитро процедура. Околу ќерката на Ангела се распоредени сите игли и шприцеви кои што биле користени во процедурите неколку години, потребни за да Ангела конечно добие бебе. По оваа фотографија, многу мајки низ светот одлучуваат да ги споделат сите игли, шприцеви, солзи, болки, немоки тага, но на крајот и неизмерна среќа. Имаме и ние наша Ангела, со поинакво име и презиме и македонска адреса. Ова е приказна за една силна жена. Жена која што ја собрала сета своја храброст, енергија, љубов, емоции и заштеда за да се оствари во улогата на мајка. По цели 20 години борба со системот, администрацијата, болниците, со самата себе. Денес на свој 49 години, Васка Леонтич е мајка на Ана Портија Бјанка Леонтич. Ова е приказна за Васка Леонтич. Таа е стилист, едукатор, основач и директор на приватното средно училиште Академија Леонтич и собственичка на студио Леонтич. Родена е во Истанбул, Турција, од 4 години Скопје е нејзиниот дом. Од кога памети за себе покажувала интерес за модата, особено авангардната. Првите 2 години од средното образование ги учела во Коча Рацин за моден креатор, а потоа во Димитар Влахов во групата Фризери. Вели дека од оваа перспектива направила добар избор. По 8 годишно работно искуство отворила собствено фризерско студио. Во 2012 година работела како координатор и директор на проектот Донација од јавен интерес, наменет за децата без родители. Васка Леонтич е жена индивидуалец борец која сака предизвици. Може би се уште е табу кога жена сама ќе се одлучи за инвитро, но таа на 48 години го направи тоа. Васка верува дека во животот се е со причина. Првиот пат била бремена од човекот кого го љубела, но бременоста прекинала поради лекарска грешка. Од тогаш вели дека низиниот живот целосно се променил. Била во депресија, а си помагала со пешачење на водно и читање книги од областа на психологијата. Со партнерот се разделиле. Од тој период сакала да избрише се. Потребни биле 6 години додека повторно можела да започне со процесот за забременување. Леонтич не сретнала партнер кој како неа толку силно посакува да има дете, а не сакала да биде со партнер само за да се знае кој е таткото на детето. Одлучила да купи биолошки материјал од 2 банки. По третиот инвитро обид во април годинава, по многу тешка 8-часовна операција станала мајка на малата принцеза Ана Портија Бјанка. Идејата дека ќе сака некој повеќе од себе не ја плашеше. Иако е со слободен дух и секогаш во движење, таа стана мајка. Почувствува дека низиното срце живее надвор од незиното тело и дека насмевката на незиното дете е најдобар лек.
Сите имаме големи промени во животот, кои ни помалку ни повеќе се втора шанса. Васка Леонтич доби втора шанса да стане мајка. Денес таа ужива. Покрај себе има својата ќерка која ја гушка, ја разгалува, си даваат безусловна љубов за каква што досега не знаеше. Јас сум сигурна дека денес Васка си вели дека за сите поминати тешки денови вредеше. Во општество какво што живееме, луѓето знаат да дадат коментар за сечи живот и постапка. Па така и таа ги добивала ониот типот «Зошто ти е дете кога имаш кариера?» Но Леонтич е борец која се слуша само себе, своите потреби и желби. Да, може би кариерата и работата и се првата љубов, но Ана Портија Бјанка е љубовта која умее секој ден да ја менува, да ја прави подобра личност. Љубов која секој ден ја открива нешто ново за себе. Васка, да се биде самоухрана мајка во Македонија е многу голема храброст, меѓутоа да се одлучиш на таков чекор на 49 години е уште поголема храброст. Како си денес 6 месеци по породувањето? Па сега многу е полесно. Првите 3 месеци беа најтешки, меѓутоа сега нормално чувството дека си мајка и чувството дека имаш дете повеќе сум свесна. Првите 3 месеци се уште не бев свесна затоа што имав болки, организацијски уште колку и да се подготувате претходно пред да се породите, не знаете што ве чека и како ќе биде детето кога ќе се породите, но имам голема среќа бидејќи Ана е мирно дете, лесно е за чување, навечер не се буди, спие, првите нормално 40 дена грчевите, тоа што имаше во стомачото поминува, меѓутоа морам да кажам дека стварно имам голема среќа што е мирно дете, инаку би било пеколно за мене. И да работа и дете не е баш се едно. Во Македонија малкумина се одважуваат да дискутираат за инвитро процесот. Јас ти благодарам за тоа што мислам дека си првата јавна личност која што се одважи да дискутира на оваа тема. Како се реши на таков процес? Како влезе во целата оваа приказна? Како? Па не е лесно ни за мене да говорам. Просто прв пат во мојот живот говорам нешто приватно за себе, освен за работата, никош не сум разговарала. Но после тоа, од кога се објави интервјуто, многу мајки, многу пријателки мои, не сум ни била ни свесна дека сите биле тие по тој чекор. Многу е полесно кога ќе ја споделите својата мака и кога ќе ја споделите своето искуство. Јас тоа искуство го имав дека го правев инвитрото, многу жени, мајки ми помогна дека лежевме заедно и бев пресреќна што не бев во VIP просторија каде што сте изолирани, каде што сте сами, бидејќи тоаш не можам да ги слушнам сите тие нивни искуства и благодарение на нивните искуства и мене ми успе инвитрото. Бидејќи не сам инвитрото да се напри да ги примите хормоните, него попатно што треба и друго да правите за себе, на кој начин да ги аплицирате инекциите и хормоните и да ги примате лекарствата, исто е така и многу е битно. Токму поради тоа моето говорење во јавноста е да помогнам на многу мајки како мене, на многу девојки кои се самохрани и не се само самохрани, кои се во семејство и во брак, каде што треба дали да има некоја асоцијација или некоја заедница, бидејќи стварно е потребата од разменување на искуство е многу потребно, прво не само како да си помогнете во тој период за целиот процес, туку и психички да си помогнете. Многу мина од нив веќе не ни успеваат со инвитрото затоа што се оптеретени и психички, бидејќи некој тоа во семејството очекува свекрвата, мајката, вршат притисок, нема дете, бракот нема да успее и ред други работи, бидејќи тоа го доживува во болница, бидејќи за девојката не доаѓа сама, не доаѓа него со 30 луѓе, од свекрвата, вујната, чичкото, стрината, 30 луѓе наредени во болница, каде што место девојката се релаксира и да биде со сопругот или сама или со некој партнер, да мора целиот тој стрес и сите тие коментари попатно да ги слуша, што не е едноставно. Јас само што слушав бев под стрес, а камоли тој што треба да го прави инвитрото. Токму поради тоа кај нас се уште на оваа тема не се дискутира, ниту пак се превземаат мерки, бидејќи им смета дека плодноста или неплодноста кај жената или кај партнерот довеѓа само тоа како ќе се изведе чинот. Тука имат и многу попатни работи кои се психички оптеретени и жената и мажот или девојката која е подготвена да го направи тој чин. Тоа беше моето следно прашање. Вие од самиот старт не криете дека во овој инвитро процес влеговте по пат на купена сперма, односно со донатор. Колку македонските здравствени работници, колку психолозите во македонските здравствени установи се спремни за да примат еден таков пациент, условно кажано? Колку имавте помош од самите нив? Колку знаеа да ве водат низ цел тој процес? За жал, освен доктор Петановски, што беше прекрасен од самиот почеток кај мене и ја свати целата ситуација и ме смири во целиот процес,
и доктор Данче од Ремедика, сестра Данче која цело време ме водеше и 24 сата беше подготвена на телефонот било кога да ми е тешко или да треба да прашам или имав реакција или ќе качам температура, беа подготвени да ми помогнат. За разлика од другите институции, кога требаше да ја купам спермата, бидејќи вие имате документација поголема од присвојување на дете, бидејќи јас знам над моја 30 годишна возраст поднесов документи за да посвојам дете. Јас тогаш имав помалку папирологија него што сега имав кога купував спермата. Меѓутоа најтешкото беше за мене кога ќе ме прате во тие институции, тоа беше само проформа, дури не ни читаат за што сум дојдена и одговара сосема неадекватни коментари или упатства во тој момент. Поготово за тие психолози каде што одевме, не ни е читани документацијата зашто сте, зашто е намената документацијата, дава несоодветен совет. Токму поради тоа ќе кажам дека јас бев спремна и во зрели години, каде што ова не го решив преку ноќ, 10 години веќе сум на овој процес и читам и се подготвувам, така да не е едноставно да речете го одлучив преку ноќ. Значи е потребен процес и време и самите да бидете подготвени со себе за да се направи таа одлука, но дека е потребна помош од институциите и каква и на мене ми беше потребна. Мимоза Петревска Георгиева е македонска новинарка која долги години работеше во секторот култура на дневниот македонски весник Нова Македонија. Со новинарство се занимава и денес. Мајка е на 3 ќерки, Илина, Бисера и Ангела. Илина има Даунов синдром. Прва година е во средното училиште Ѓорги Димитров. Сака музика, театар, пријатели. Нивната прва средба е пред цели 16 години. Мимузи, само да велиш дека безброј пати ја имаш раскажана оваа приказна. Јас ќе се обидам овој пат да ја раскажеме на малку поинаков начин. Или на денес има 16 години и приказната ќе ја почнеме од почеток. Се сеќаваш ли на денот кога ја доби диагнозата? Какви беа емоциите, какви беа сеќавањата на тој ден? Се разбира. Тоа е денот кој што ми го промени животот. Тоа е денот кога Илина и Бисера се родија. Илина е девојче родено во близначка бременост, заедно со незината сестра Бисера. Тоа беше пред 16 години. Знаете и самите, секој од своето искуство знае дека на негативните емоции некако помалку се сеќаваме на негативните работи, на она што не направила се чувствуваме, што не направила се чувствуваме лошо. Повеќе се сеќаваме на убавите нешта. Но еве бидејќи ме прашувате, да, тоа беше моментот кој што навистина ми го смени животот. Чувствата на кои што се сеќавам се шок, ако тоа може да се нарече чувство или тоа е некаков микс на емоции, страв, некаква неизвестност и некаков страв дека ја самата не ќе можам да се справам со таа ситуација. Под напливот на тие негативни емоции вие не можете да видите што навистина се случува. И дека сега просто се корам себе си што не успеав да ископам, што се вели, капка радост во тој момент. Него остана само стравот и тагата, а од каде произлегува стравот? Стравот доаѓа од неизвестноста, односно од неинформираноста, од тоа што не знаете со што се соочувате. Она што јас го знае во тој момент беше дека добив дете со Даунов синдром, но не знаев што да очекувам понатаму. Не знаев дека јас не добив оштетен предмет, како да кажам, туку живо суштество со многу висока емоционална интелигенција, која што понатаму во животот ми донесе многу сознанија за мене и за светот и многу радост. Имаше ли соодветни лица кои што можеа во тој момент да ти помогнат барем со информации? Имаше ли соодветна врата каде што можеш да тропнеш и ти, еве и денес еден куп други родители кои што се соочуваат со оваа состојба, имаше ли каде да се обратиш? Па не. Станува збор за време пред 16 години, кога па и свеста за потребата, нели, на некаква психолошка поддршка на мајките во родилиштата кои што ќе донесат на свет дете кој што има некаква потешкотија, не беше многу висока таа свест во тоа време. Мене само ми беше кажано дека добив дете со Даунов синдром и ми беа кажани сите здравствени консеквенции кои што може да ги има тоа дете, а кои што моето дете ги нема.
Така да изостана таа психолошка поддршка, која што мислам дека е многу важна во тој прв момент, бидејќи е многу важно кои се информациите кои што мајката ќе ги добие во првиот момент и дали тие се мотивирачки, охрабрувачки, насочени кон тоа да го прифати детето и да ги согледа неговите потенцијали, или се пак така сурова медицинска диагноза, како да ја наречам, која што сурови медицински предвидувања кои што може и да се остварат, може и да не се остварат, односно детето да си тргне по сосема нормален пат. Мислам, условно кажано, како да речам, да си го развие полниот потенцијал, каков што беше во нашиот случај. Сопругот бил оној кој што и соопштил на Мимоза дека едната од нивните ќерки близначки има Даунов синдром. Кога се случува вакво нешто, и двајцата се во шок. Значи, партнерот и партнерката, и потесното, и пошироко семејство. Секој различно се справува. Значи, не можеме да кажеме едно клише дека жените подобро се справуваат отколку машката страна во заедницата и така натаму. Но од искуство, она што на мајката е потребно, нели, во тие први денови и моменти, па и понатаму во животот, прво доаѓа потребна поддршката од партнерот, а понатаму и од поширокото семејство. И сега од она што јас сум го видела, кое што сум го посведочила, е дека мајките во принцип се оние кои што почнуваат да го бараат чарето, што се вели на народски јазик, почнуваат да се информираат, да се поврзуваат со други родители, да се вмрежуваат, да бараат информации на интернет, институционална помош да бараат, додека дали поради нашиот менталитет, нели, татковците се позатворени, им треба повеќе време да ја преработат таа информација и да се охрабрат да ја споделат со светот, но не е правило. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Единствената работа подобра од луксус е луксус по пристапна цена. Навикнете се да добивате повеќе. Повеќе технологија, стил и опрема. Tipo Mirror, веќе од 12.490 евра. Годинава која што доаѓа, можеби ќе ја дочекате со потпишани документи за развод, или пак ќе добиете понуда за брак, медицинска диагноза или пак убава вест за принова. Можеби баш годинава ќе ја промените вашата адреса на живење, ќе живеете во друг град или пак држава. Но сето ова е можеби, едно е сигурно. Секоја промена е здрава. Но во наше општество му е потребна на многу нивоа. Но пред да ја промениме околината, да се промениме себе си. Во годината која што доаѓа, без оглед што и да носи таа. Дочекајте ја со високо крената глава и на добрата верзија од себе си. И не заборавајте, на вистина, само промената е константна.